Песни. Treba 50. Internet video. Isus će te spasi. Sakam da vrviš po Isusa, odreći sve od sebe, odreći se zemlji go svoj krst. I vrvi po mene, Isus veli, zemlji go svoj krst. I vrvi, se čovjek ima njegov problem, njegova situacija, ispredava plana. Mora da prihvati. Sam da go nosi i da ne kulturno, radosno, napred. Stima me rodio zgora, da za Isusa Hrista, ne za satanata i smrta. Слава ти, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе, ти благодариме и го повикуваме Твоето име, да дојдеш во нашите срца, ги отвораме нашите срца, им простуваме на сите, како што Ти нам ни прости, никого не осудуваме и ја прифаќаме Твојата волја. И те повикуваме и вечерва да ни зборуваш, Твојот дух да не облее одвнатре, да ги исчистиш нашите срца, да се населиш во нас, да ја примиме Твојата сила, да разбереме што значи да сме еден дух, едно тело, едно со Тебе. Едно. Те сакаме, Господе Исусе Христе, Ти благодариме што не држиш здрави и справени и ние сме согласни дека вечерва сакаме Ти да зборуваш, Твојот дух да зборува и да не води, Тој да не учи, Тој да ни покаже што треба да промениме, да ни го отвори умот да го разбираме писмото и словото, да бидеме вистински Твои представници на земјата, облечени во сила од десната страна. На почетокот велиме не за сатаната и смртта. Тоа е важна одлука, да за Исус. Тоа е одлука и промена внатрешна. Не е само телесна, внатрешна промена. Да се промениш, да се препуштиш и да се предадеш. Ке читаме од, како што води Духот, 3 глава Галатјаните, о неразумни Галатјани. Зборува за една група која дошле до некаде и потоа стојат тука и се враќаат назад. Кој ве магепса? Знаете, тоа е она што светот има многу бои, многу настани, многу ситуации во кои ние сме вклучени и ни го црпи времето, не врзува со врски. Значи, пред ваши очи зборува за Галатјаните, се однесува на секој еден од нас. Имавте толку јасна представа за Исус Христос. На почетокот ќе ти кажат за Исус и ти имаш една првична еуфорија. Примаш сила, помала молитва, се чистиш од надвор. Знаете, а потоа е она со почвата, на каква почва ќе падне словото. Дали ќе дојде сатаната, ќе ти го грабне, дали ќе се задуши од поплевел, дали, бидејќи нема вода, нема дух, ќе се исуши. Едно сакам да ми кажете, дали го примивте Светиот Дух? Важен момент. Дали сме го примиле Светиот Дух? Тука имаме точно 3 маркери кои се гледа. Дали имаме сила ние? Ги повторувам често. Дали го примивме преку придржување до Мојсеевиот закон? Тие имаа 10 Божји заповеди на камен. А потоа дојде Исус и им дава закон во нивните срца. Тоа е исто како да се држиш до некоја црковна наука земна, теолошка. По тие големи заедници се препредаваат исти работи илјадници години. По 500, по 1000, по 2000 години. Исти принципи, исти канони. Знаете, значи дали го примивме Светиот Дух или се држиме до некој закон, правила така што дали ја слушнавме радосната вест и поверувавме. И тоа е битен момент, што значи да поверувам. И потоа им вели, зошто сте неразумни,
Значи, имате свој разум. Имате разум, своји мисли, свој разум, а не го живеете Исусовото, значи волјата Негова е важна. Значи, започнавте со духовно, а сега се усовршувате во телесното. И човекот разни вештини, таленти има на земјата, но тие не му помагаат да се промени. Тие му се дадени за да го прослави Исус. И ќе дојдат луѓе до крајни години, остарени и се заблагодаруваат на секого, забораваат да му се заблагодарат на Исус. Комплетно го промашуваат својот живот. Како можете да бидете неразумни? Значи, толку претрпевте, толку пострадавте да дојдете до Исус. И пак доаѓаме, дали Бог ви го даде Светиот Дух и изврши силни дела во вас. И тоа е битен момент. Дали му дозволувам да ме промени или се држам до телесниот, Мојсеевиот закон, ке рече тој. Значи, тоа се закони напишани на камења кои се мртви и не можеа да ги спасат израелците, бидејќи немаат дух. Духот е важен момент. Или ние ја слушнавме радосната вест и поверувавме. Ја слушнавме и сме послушни и повторно изборува за Авраам. Тој поверува, за него се зборува и верата му се припиша. Значи, поверува, значи, изврши дејство во вера. Го повторуваме тој момент со синот, тој е важен, таков пример ретко се среќава. Синот кој долго го чекаше, Господ му вели да го жртвува, бидејќи нема јарец. Тој не се сомневаше, не размислуваше, единственото нешто што рече, тој го дава животот, ќе ми даде друг син или ќе го воскресне. И го однесе да го жртвува. И Аврам се нарече пријател Божји. Значи, тоа е вера до крај. Му поверува на Бог. Светото писмо предскажува дека Бог ќе ги прифати сите народи, но врз основа на вистинската вера. Значи, зборуваме за вистинска вера. Ако останете во тоа што ви го проповедавме, вели апостол Павле, ако не сте во некоја своја вера, вистинска вера е Исусова вера. Да му дозволиш Исус да ти даде, тој го нарекува дарна вера, силна вера, до крај, до смрт на крст, да речеме. Тоа значи стариот човек да го оставиш. Тој е онај дел кога Бог на Аврам му ја објавува старозаветно радосната вест, преку тебе ќе бидат благословени многу народи. Ние денеска го имаме Исус за благослов на сите. Секој што ќе поверува во Христос, и тој е битен момент, да поверувам што значи, ќе биде благословен. Исто како што Аврам беше благословен, израелците долги години одеа, се движеа, ги движеше духот, а потоа кога почнаа самите телесно, пропаднаа и дојдоа до состојбата какви што се денеска Израел и Македонија, на границата да ги избришат, но тоа се двајца сведоци кои ќе воскреснат потоа. Тие се два сведока што се пишани во Откровението. Значи, секој што верува ќе биде благословен. Верува е битен момент, ќе го објасниме после тоа, и сите оние што се надеваат дека ќе се спасат преку телесни правила, Мојсеевиот закон, тие живеат во проклетство. Ти сепак мислиш дека можеш сам, дека не ти треба Исус. Можеш сам, не можеш, тоа е целата суштина. И кога некој ќе се оттргне, например, постојано му го повторам тоа, не можеш сам, ни јас не можам сам. Тој ни дава заеднишка војска, да се молиме едни со други, да си помагаме, да раснеме. Духот слегува за сите нас и за мене, и јас учам од тоа. Проклет да е секој што не го исполнува тоа што е запишано, значи не си послушен, не сакаш да се промениш, имаш слободна волја да тераш по свое, дека треба неговата волја. Исус велеше татко, оче, и ние треба да дојдеме до тоа, нека биде твојата волја. Што ќе направиш, ќе прифатам. Ти ќе ми дадеш сила да надраснам. Значи никој не може да се оправда преку Мојсеевиот закон, тоа се гледа. Праведникот победува, односно оживува, односно живее преку верата. Значи, живееш преку верата. И од тука е извадена една доктрина од Мартин Лутер, само верата. Но не само верата, а на друго место во Новиот Завет вели
Верата без дела е мртва. Тоа е суштинско. Законот не се засновува само врз верата. Верата што значи, ќе дојдеме до тоа, значи тоа го обработуваме денеска. Што значи вера и да се крстиш, дали го имам јас духот или не. Ако сакаш да добиеш живот преку Мојсеевиот закон, мораш да се придржуваш до сите негови заповеди, 10, не убивај, не кради, не мисли, не прави прељуба, не пожелувај ништо што е туѓо, што е тешко, бидејќи ти немаш сила. Проверено е тоа. Колку генерации, илјадници години не успеа. Значи, Христос не ослободува од тој закон. Како? Па така што наместо ние, тој плаќа за нас, го трга проклетството, беше обесен на дрво, нели го имаме тој проклет да е секој што е на дрво, и тој ќе исполни сите народи да добијат благослов, односно да го добијат Исус во срцето, односно да добијат дух да ги води, да се промена. Тоа е ведување дека ќе го примат Светиот Дух, кој има тонски пуштен, Светиот Дух да го прима, а од другата страна, да го примиш Светиот Дух врз основа на вера во Христос. Тука е таа точка што денеска се отвори, мисле го овие стихови. Значи да го примам Светиот Дух преку вера. Пазете сега. И ние имаме таа дефиниција, ја повторува, дека вера е тоа, веруваш во нешто што не е остварено. Се уште не е дојдено. Верата е духовна категорија. Значи, луѓето не веруваат и се чудат како оној верува. Пази, а тоа се уште не е случајно. Ти си, значи, тоа е оној момент каде си во Царството Божјо сум, каде сум? Со кого сум? Со Исус и со Отецот. Значи, поверува. Значи, сите оние што ќе веруваат, ќе примат Свети Дух, а тоа значи да примите сила, бидејќи Царството Божјо се освојува насила од Јован Крстител. Немаш сила самиот, мораш да се бориш. Сатаната ќе те врати назад во светот. Најчести случаи имаме во заедницава, член на семејство те враќа назад. Наместо ти да го донесеш овде да му помогнеш, тој те враќа во светот, заедно пропаѓате, гарантирам. Нема каде да одиш во светот, нема друга врата, само Исус е портата, да преминеш од овој материјален свет во духовниот. Инаку остануваш во духот, и го кажував, тоа една визија, се распаѓа светот. Не можев неколку дена да спијам, после како коцкички од слагалка, и луѓето врескаат, сакаме дома. Ти си лош Бог, и тие се дома, се враќаат во материјалниот свет, остануваат тука. Односно, не можат да преминат, не се во вратат. Значи, поверува, верува и увереност, 3 категории. Како што рековме, ветување дека преку Светиот Дух ќе дојде според верата. Значи, да живееш и да оживееш и да се осилиш во Духот Исусов. Да се осилиш, да ја примиш силата, да се родиш од дозгора. И тие ќе речат роден од вода. И мислат дека треба да се капеш, ама да се родиш од вода е едно, ако некој не се роди од вода и дух. Јован, да се родиш е едно, а да се капеш е друго. Еве денеска на плажа влегуваат сите во водата и тие мислат, го веруваш во Исус, еден збор влегувам, тап, излегуваш и готово, се роди. Не, па жената нели 9 месеци го носи детето во утробата. Зашто жената не раѓа за еден ден? Не можеш за еден ден да се родиш ти и да го примиш духот. Може како апостол Павле кој е избран сад, ама да паднеш од конјот и да ослепеш, тоа е болна природа. За да се роди некој треба да се има страст. Значи, жена и маж се спојуваат на телесно ниво, зборувам, инаку духот го дава животот, има страст, водат љубов и потоа 9 месеци се раѓа човекот, тогаш се раѓа од вода, бидејќи плодова вода има. А тој мисли дека кога потопи еднаш и се сликаат на Фејсбук во водата, дека ете се родил тој готов. Па водата ништо не ви прави, тоа е стариот начин. Значи, верувам, дали верувам, види, верувам, ама гледај сега. Па да јас гледам, не испадна така како што верував. А јас верувам во Исус и сум сигурен. Верувам до крај, додека не се исполни тоа. Значи, се поверувам и се доверувам на Исус. Добре, Аманда? Слаб, ја. Дали ја разбираме разликата поверува? Пробај како можеш. Почетна категорија
и верува, тоа е втората категорија, и третата е духовна увереност. Духовна увереност, сигурен си, не отстапуваш, тврда вера. Не одам таму, Исус ќе ми помогне. Не одам кај луѓе. Добро, цитат, тие поради неверие беа откршени, израелците. Значи се откршуваш ако немаш неверие. Не си еднаш за секогаш, а ти поради вера се држиш. Дај Боже да се држиме. Значи се држам поради вера за Исус и не остапувам. Исусе, ти ќе ме исцелиш, здрав сум во тебе. Немој да бидеш горделив. Имај страв, зашто ако Бог не ги поштедил природните гранки израелците, кои имаат завет преку Аврам, нема ни тебе да те поштеди. Римјаните 11, 20, 27, зашто ти си овде како во училиште на љубовта. Го паѓаш испитот, мораш пак да полагаш. Не е како сега што е во образовниот систем во Македонија. Сите полагаат, завршуваат, не знае јазик, се печатат лажни дипломи. Нема лажење, мораш да положиш, да се промениш. Дела 8.12 се враќаме на Филип. Филип е во Самаријанскиот град. Го проповеда Христос. Значи не проповеда деноминации правила, не одел во школа. Тој тогаш веќе го има после 50 дена е тоа. Кога Исус воскресна, тие се разбегаа, значи беа само поверувани беа апостолите. И се разбегаа. Ке се вратиме на тоа. Значи, Духот Исусов зборува низ него. Кога му поверуваа, вели во 12 стих на Филип. Пазете, на Филип му поверуваа самаријаните, бидејќи тој го проповедаше. Тие не можат да го видат Исус. Кај вас доаѓа некој Филип и ви проповеда. Ако поверувате, еве што се случува. Кога му поверуваа на тоа што го зборува Филип, за Евангелието им зборува, за Царството Божјо, за името Исусово, почнаа да се крштеваат, да се капат во водата, да се потопуваат. Мажи и жени. Значи, поверуваа и се потопија, се искапеа однадвор, бидејќи тоа беше стариот начин. И Јован им велеше покајте се и ги капеше во водата, да се приближи Царството Небесно. Значи, тоа се новокрстени, поверувани. И Самарија го примила Словото Божје 8.14. Не го отфрла. Но никој од нив се уште не е искапен одвнатрел со водна бања во Словото. Значи, немаат уште Свети Дух. Тој момент, голем број, значи мнозинство од христијаните остануваат на тоа поверуваат, ќе се искапат во водата и мислат дека е толку. Значи, зошто велат Исус се крстеше тогаш? Па затоа што го исполни пророштвото, тој што ќе дојде и над него ќе слезе гулаб над главата, за Јован да знае кој е, тој е тој што ќе крштева. Потоа не вели со вода, со оган и со Дух Свети. Значи, важно е тоа да бидам крстен во Духот. Во Духот има некои елементи кои морам да ги направам. Значи, тоа е Филип. Тие му беа нему како пациенти. Значи, имаа проблеми и тој им помогна, се помолија, мало подобрување, се потопија во водата. Тоа е се уште, значи, некој, како да кажеме, даруван човек им зборува за Господ и им се случува мало исцелување. Потоа, по известно време, не пишува колку, Петар и Јован, значи времето не го одредуваме, ние никој не го знае, Исус беше 40 дена во пустината, апостолите беа 50 дена собрани на едно место, пред да бидат крстени во Духот, предходно се разбегаа. Значи беа само ново крстени тогаш, поверувани и искапани во вода, немаат дух и затоа се разбегаа. Израелците 40 години во пустината. Значи, по известно време Петар и Јован, Духот ги праќа, се молат за нив, примаат водство, напаствија, Духот не беше слегол, само беа крстени, бели зборот крстени ги буни сите, крстен сум јас. Крстен значи баптизо, потопен, во името на Господ Исус Христос, потопен сум и тоа е почетна позиција, сум поверувал, но пазете, 16 стих, потопени поверуваа ново крстени. Најголем број од христијаните остануваат на тоа ниво. Свесност за Исус се искапел од надвор. Значи, а сега треба внатре да се искапеш. Духот, тој што доаѓа по мене, вели Јован, ќе крштева со оган. Мораш да го бараш тоа. Значи, за да се родиш, ти мора да имаш страст.
Мажот и жената се спојуваат. Може да се случува и насилно да биде, но има страст инстинктивна, базично, значи да се спои и да ја силува жената, таа може да затрудни, зборуваме за изнасилување, нели? Но е потребна таа страст за да сакаш да бидеш крстен во духот. Во 17 стих, и потоа 9 месеци се носи, за да се родиш од вода. Не може со едно потопување, иначе денеска на плажата сите влегуваат и ако им речам веруваш Исус, верувам, влези и излези, ништо не се случува. Ќе испари водата, пак ќе се испотиш и не си искапен однатре. Се полагаат раце, примаат Свети Дух, но не сите. Сега дојдеме до Симон. Симон прави магии и тој поверува и се капеше во вода. Така ли или не? Поверува. Но тој не се крсти во духот. Значи тој што поверувал и што се капел во вода не значи ништо. Симон нели правеше магии, поверува, се откажа и потоа им дава пари за и тој да се крсти во духот. Значи, бадиела што се потопи во вода, ништо нема од него. Ете, гледате дека тоа не е битно. Битно е сега, ние ќе појдеме, например, во Охрид сега со заедница, ќе имаме некоја дружба, и јас, бидејќи имаат мерак, не прашуваат, им објаснувам, треба ли во вода, ќе ги потопиме во вода за да видат дали има нешто или нема. А потоа, ако сака духот, ќе ги потопиме во дух, ако сака Исус. Значи, срцето не му е право пред Бог. Ова е важен момент за да примиш дух. Првин треба да имаш горешта жет за да се родиш од озгора. И тогаш ќе слезе тој. Јас ќе ви кажам, значи со тие положување раце, еден пастор положи раце, па уште еден пастор, па уште еден трет пастор, па ме потопија во вода. Немаше дух никаков. Духот слезе по извесен период. И тоа е, можеби, друга тема да се дораскаже. Кога слезе, тој почнав да горам и да не можам да сопрам да сведочам јавно. Значи, евнухот се поклони, се враќаме, што значи да се крстиш, се поклони во Ерусалим. Ја читаше Библијата на глас јавно и кога го праша Филип, испратен од Духот, разбираш ли нешто? И ова е исто важен момент. Тој рече, не рече, знам, јас сум ја прочитал 100 пати, тој рече, не разбирам, како ќе разберам? Како ќе разбереш стварно ако не ти објасни некој? Јас како ќе разберам? Зарем мислите дека ја знам Библијата? Јас чекам тој да ми даде, овие слегуваат пред точно за оваа средба. Значи тој знаеше дека не знае и го испрати Филип и Филип зборуваше за Исус, му зборуваше за Евангелието, за Царството Божјо. И тој тогаш рече, што ме спречува? И таа е важна реплика, сме ја кажувале, но ја повторуваме, да се крстам. А Филип му вели, ако веруваш од се срце, овде се вели, срцето не ти е право. Значи, верување, а па со срцето да поверува, да се покае, вели Исус, да го исцелам. Значи, поверува, верува, увереност се мерки, стапки, растојанија од блискоста меѓу мене и Исус. Бидејќи според верата живееме. Според верата оживуваме уште повисоко, а не според гледањето. Да видам, па ќе поверувам 2 Коринтијаните 5:7. Живееме и оживуваме. Од телесен, тој е тој премин во духовен Исусов човек. Подразбира се да му предадеш собственост, му ја даваш власта и тогаш дури примаш власт да газиш на змии и на скорпии и ништо нема да ти напакости, да исцелуваш, да воскреснуваш умрени, се разбира во негова волја, не да се занесеш дека ти секого ќе исцелиш, кога ќе добиеш водство. Не паѓаме со духот. Пазете го овој момент. Ако нашиот надворешен човек тлее, двајца имаме во нас, надворешен човек, телесен, внатрешниот од ден на ден се обновува. Ако му дозволиме на духот да не менува, 2 Коринтијаните 4:16, да се намалува надворешниот човек, јас да се смалувам, тоа е тоа што го кажува некој во молитвите, што го повторувате, Исус да порасне во мене. Поверува е се уште надворешен човек. И апостолите беа надворешни. Го распна Исус и се разбега. Беа само потопени, поверувани. Потоа кога им се јавуваше, не веруваа дека воскреснал, се додека не дојде. Петар додека не брцна раце во ребрата не поверува. Маловерни им вереше Исус. Потоа слезе духот по 50 дена од кога беа собрани на едно место.
Dobro je da se собереме на тоа едно место. Заедно во заедништво се моле, а тоа место е пред Исус. Значи, надворешен човек, а верува е една вера, една љубов, е комплетно соединување со Исус. Бидејќи го имаме тој ист, пазете го овој момент, дух на верата. Значи, верата е духовна. Дух на верата, како што е напишано, тоа е Исусовиот дух во мене, поверува и затоа зборува, говори. Тогаш кога ќе поверуваш, почнуваш да зборуваш за Исус, не се срамиш. И ние веруваме и затоа зборуваме. 2 Коринтијаните 4:13. Значи, кога ќе дојде Духот, мене ќе ме прослави. Едното, второто е, никој не може да го нарече Исуса Господ освен преку Свети Дух. Третото е, тој ќе вели татко, значи дека имаш дух. Поверува и почнува да зборува за Исус само. Верува и сведочи, живее за Исус. Најнапред го бара Царството Божјо и се му се придодава, не си живее во светот. Значи, работи и служи за Исус Христос. Одиме понатаму, зашто ние самите себе, мисли за каже телесни цркви, деноминации, не се проповедаме, туку Христос Исус Господ, 2 Коринтијаните 4:5. Дали се проповедаме сами себе, нашата земна вера, поделена црква, или Исус? Отецот е дух. Еве го тој момент, каде што е духот на Отецот Господов, таму има слобода од телесните пранги. Нема да може да те одвлече сатаната. Кога немаш дух, ќе се разбегаш како апостолите по раснувањето на Исус. Видите колку тие не примија дух, беа со Исус. Зошто не примија? Па затоа што не можеш да се родиш за еден ден, само со едно капење. Пак ќе речам, ако можеше за еден ден да се роди и жената на земјата, ќе зачнеш и за еден ден ќе родеше човек. Има таму 9 месеци, 40 години, 40 дена. Ние пак со откриено лице како во огледало, еве го моментот, дали го откривам своето лице, гледајќи ја славата Исусова јавно, не се срамам од Исус Христос, се преобразуваме во истиот лик Исусов, од наша слава, земна, минлива, смртна, во слава Негова, како од Духот Господов, 2 Коринтијаните 4:17, значи со откриено лице, да се види која е мојата глава, дека Исус зборува. Глава, се враќаме пак на тоа, глава на Исус, телото Христово да го разликуваме, е таткото. Глава на црквата, односно на мажот, тој што ја води заедницата е Исус, треба да е откриена. Глава на жената треба да е на целата заедница, треба да е исто така мажот чија што глава е Исус, тоа е телото Христово. Ако не го разбираш, значи недостојно јадеш откриено лице на Исус од вечерата Господова. А тие јадат лепи вино и остануваат во телесноста. Преобразба, значи од поверува во верувам до крај, до духовна увереност, духовно водство, управување во нас самите, Исус да управува. Тоа е она што треба да го научиме. Да не искапе одвнатре со оган, со слово во дух, нашите срца да ги измие. И еве го стихот, вели слуги на новиот завет. Не на буквата, не на словото, туку на духот. Зашто буквата убива словото, а духото животворува. Значи словото мора да е живо духовно, тоа е духовно, ние го земаме телесно, како што вели тој со изопачен ум и си создаваме своји теории. Духото животворува, значи служење и поклонување во дух. Поклонувањето е во дух и вистина, во дух и Исус, тоа значи да му дозволиш духот да те научи. Иако е дадено на повеќе места, мораш да му се поклониш. Не е тоа физички момент, духовно, комплетно. И еве го ова, интересен 7 стих, 2 Коринтијаните 3:7, смртоносно служење со букви
врежани во камења. Еве ја поентата. Смртоносно, мртво, умртвување, служење со букви врежани во камења, се мисли на Мојсеевите закони, што се дадени преку Мојсев од Таткото Небесен, но се мисли и на камења, тоа се нашите тврди срца, тврдокорни срца, тесни срца и служење, водство, препуштање, родение во духот. Сосема друго, 8 стих, Христово писмо, составено и излеано, значи се излева духот како духовна вода, како жива вода и нечисти однатре преку нашата служба, преку службата на мажот, чија што глава е Исус, напишано не со мастило, туку со духот на живиот Бог Татко. Не на камени плочки, туку во човечките, во нашите, во вашите срца. 2 Коринтијаните 3:3. Значи, писмо впишано во нашите срца, живо во срцето, го живеам, ме оживува, во водна бања ме прочистува. Тоа е да се родиш во дух. Да се соединиш, надворешниот човек да се намалува, а внатрешниот да расте. Тоа е значи ти стариот да се намалуваш, да му дозволиш на Исус да те порасне, да разбереш дека што значи еден дух со него. Тоа значи совршена порамнување со духовниот закон на љубовта, царскиот закон на љубовта, која никогаш не престанува. И тоа е таа вечност која ни е нужда. Значи, оживеано во 2 стих, со водна бања во живото слово, така оживувам. Значи, кое оживува во нашите срца. Значи, оживеано со водна бања и сега доаѓаме до крај, оживеано во живо слово и така натаму, одиме понатаму, поверува и вистински верува, оживува, служи, значи слово кое те оживува, од поверува, вистински верува, увереност, да служиш, да сведочиш, да љубиш до крај. Да љубиш до крај заедно со Исус Христос. И пазете го оној стих кој вели да не ве прелаже сатаната, како? Со негови мисли и намисли, 2.11, 2 Коринтијаните. Тоа се мои мисли и намисли, да не те прелаже, ама јас мислам вака дека треба, ама јас мислам така, не е баш така, пазете да не ве прелаже со негови мисли и намисли, оти Отецот, Таткото, кој е љубов, која никогаш не престанува, значи не е чувство, него е природа, Отецот не утврди во Исус Христос, не помаза, не запечати, ни даде залог на духот во срцата наши. Залог на духот, пазите го тој момент, во срцата наши. И се враќаме повторно на Галатјаните. Ветувањето е дека ќе го примат Светиот Дух врз основа на верата во Исус Христос. Значи, како што можеме да утврдиме, верата не е само една точка, нека тоа е категорија поверува, искапен само во вода, делумен христијанин, верувам, почнувам да чекорам за Исус и увереност останувам до крај во Исус. Некогаш треба да оставиш некого или нешто, наместо тој тебе да те слечка во светот, било тоа да е драг, роднина, партнер некој, бидејќи така заедно ќе заминете назад. А ако ти останеш во Исус, се уште има можност, отворена е портата да го привлечеш, ќе примиш сила, ќе ти покаже Таткото Небесен во духот како да се бориш и да победуваш во љубовта. Ова значи ќе биде една средба на Вибер, сега ќе влеземе во молитва, секој од вас гласно, заеднички да каже за што се молиме.
Ние сме согласни во еден дух и собрани сме, почнуваме со молитвата и потоа ќе се одјавиме. Значи, молитвата продолжува, се молиме за здравје, јас ќе кажам, потоа вие кажувајте заедно. За сила во целата заедница, да слезе духот, вистински да ти ги предадеме нашите тела, да бидат храм на Светиот Дух, да ни ги исчистиш срцата, да ни помогнеш да се одврземе од секое проклетство, да ни помогнеш да се соединиме во Твојата сила, да кажеме вистински не за сатаната, да за Исуса Христа, да не облее водна бања од внатрешниот човек, да порасне внатрешниот човек, водна бања во Словото, исцелување на сите наши телесни проблеми. Покажи ни што да покаеме, покажи ни како да останеме во Тебе, како да пораснеме во силата. Се согласуваме за исцелување на сите физички проблеми во секој еден од нас. За нашите деца те молиме за сила и исцелување, за нашите партнери, за нашите родители, за целата заедница, за Твојата сила. Ти благодариме што ни отвараш сега водство за молитви за ослободување, да научиме да се бориме, не само да се молиме со мечот на Духот. Согласни сме и велиме, дојди Исусе во нашите срца, со Твојата сила победуваме. Те љубиме, Господе Исусе Христе, Ти благодариме што не исцели, Татко, што не послушуваш, што не држиш, што не крепиш, што не накалемиш, што не љубиш, што не претопуваш во Твојата љубов. Здрави сме и исцелени во Тебе. Те сакаме, молете се, Те љубиме, Господе. Кажете зашто се молиме. За децата, за родителите, за партнерите, Те молиме да дојдеш и во Македонија, да ни помогнеш, Господе Исусе Христе, да не останеме во кавги, во неслога, во нељубов. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Те љубиме. Пуштете ги го сакате микрофоните и молете се. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Во името на Господ Исус Христос го врзуваме сатаната и секој демон што се направи брз било кој од нас, го изгонуваме и забрануваме да се врата. Господе Исусе Христе, согласни сме и велиме не за сатаната и смртта, да дојдеш исцелување за Марина, за Ангелина, нивните семејства, за Билјана, за Борче, за Елена, за Гордана, за Лидија и Стефан, за Марија, за Марија другата. Те молиме, Господи Исусе Христе, за Мирослав и Александра, за Валентина и незиното семејство, за Цаци, за Стефанија, за Стеве, за Васе, за Вера, за Звезда, сите што не се вечера собрани. Те сакаме, Господи Исусе Христе, изрекуваме живот и исцелување во целата заедница. Твојот дух, Твојата сила, бегај од нас сатана во името за Звезде, бегај од нас сатана во името Исусово. Ги предаваме нашите деца во Твоја собственост, да им помогнеш, да ги истегнеш. Те сакаме, Исусе. Дојди во Македонија и помогни ни. Помогни ни, Господи Исусе Христе. Помогни ни да се промениме, да победиме со Тебе. Те молиме и за Бугарија, за Грците, за Србите, за Албанците, за нашата Европска унија. Господе наш, Татко наш, Те љубиме. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе, Те љубиме. Те сакаме, Господе. Те молиме, бега од нас сатана во името Исусово, не враќај се повеќе со прстот Божи заповедуваме да излезе секој демонско влијание, служиш, магни, проклетства од секој ден од нас со прстот Божи заповедуваме, излежи сатана, напушти, не се враќај повеќе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Ти благодариме, Исусе, Те љубиме, Ти сакаме, да се враќаме. Ти сакаме, Господи Исусе Христе, изрекуваме живот во секој еден од нас. Здрави сме и исцелени во Тебе. Слава Ти, Исусе. Да бидат активни за Библијата, за Словото, за вистината. Слава Ти, Господи Исусе Христе, со нашите сили. Слава Ти, Исусе. Молиме за близки, вкусно. На Исуса Христа со нашите сили, света и света. Ора на нашата премира, на Александра, ослободија секој демон на само Исусе, задоволство на мрчење на